Бездржавјанството е тема за која не се зборува често во Македонија. Денес во приказна ќе се обидеме да откриеме малку повеќе за оваа тема. Со здружени сили на повеќе домашни и меѓународни организации, Валентин Ракип ја извојува најважната битка во неговиот живот. По 21 година, Ракип конечно доби датум на раѓање и стана видлив за македонскиот државен систем. Можам да кажам од моите 12 години, јас знам татко ми и мојата мајка не ни пријавиле на времето и останавме лица без документација. Ракип е роден во Македонија, од татко македонски државјанин и мајка со српско државјанство. Постапката за упис во матичната книга на родените траела повеќе години, пред се поради тоа што децата биле напуштени од мајката, а таткото починал пред да успее да го признае татковството за децата, освен за едно дете, сестрата на Валентин. Тој долго време се борел со институциите за да дојде до документи, но вели потребен е круг на луѓе за да ти помогнат. Значи, ја кога бев во дневниот центар, ме запишале во училиште, јас сакав истрен, ама не можев заради некакви причини до годините мои, пошто јас сакав на 15 не прима. Највалја од 14 години за да може да завршиш 4 години истрен. И ја не можев и немав некакви услови за да можам да останам во средно за да учам, стварно. Тогаш бев дете, не можев да се снаоѓам, стварно. И завршив 8-летка, имам само тоа завршено и текна време после ми почна да се разберам со луѓе, со нив да се консултирам многу време за да можам да дојдам во тоа цел, за да можам да си завршам некакви работи. Со помош на млади правници, дневниот центар Деца на улица и со лице в лице, Валентин конечно во 2022 година е запишан во матичната книга на родени. Реално ја бев продавач од лице в лице. Од моите 16 години можам да кажам, не се сеќавам поточно. Од моите 16 гарант сум бил кај нив како продавач и работев кај нив и после сакале и тие стварно да ми помогнат. И дојде една жена, можам да кажам стварно, кој стварно даде еден голем труд, тоа е Магдалена. Кој стварно денеска се гордеам со неја, стварно некако не се исти сите луѓе, можам да кажам стварно, како Магдалена беше некако многу друга личност. Денес вели се му е некако при рака. Дојди, земи и заврши работа, за разлика од минатите години кога имал големи предизвици. Кога добиваш некакви можности во државата да ги освоиш како дете, што не ги освори како мало дете, што немаше такви услови и сега ти доаѓаат све преку еве ти дај заврши сам, ме разбереш, ама не можеш сега, ме разбереш, многу каснеш. Заради тоа сега све имам пред очи, све имам пред рака, можам све да завршам стварно и некако многу ми е чудно пошто од моите 12 години јас се сооѓав многу чудно, ме разбереш. И сега да, исфрлен нормално, тоа пошто не припаѓаш во државата како можам да си речам како фантом, можам да си речам пошто стварно, ама од денеска не сум фантом како дете више. Јас имам целата документација. Посакувам и моите браќа и сестри, како и сите останати граѓани што се борат да докажат дека постојат, што побрзо да добијат документи. Изводот е еден лист, но е најдрагоценото нешто во моментов за мене. Се надевам дека преку мојот случај ќе им олеснам на многу други луѓе да ја завршат оваа борба, вели за крај овој млад човек. Лицата кои се без државјанство најчесто немаат пристап до здравствена заштита, образование, вработување, социјална помош и се во ризик да бидат приведени поради непоседување на документи со кои би го докажале нивниот личен идентитет. Од овие причини лицата без државјанство најчесто живеат на маргините на општеството. Статистичкиот извештај за лицата без државјанство кој го изработува Високиот комесар за бегалци на Обединетите нации укажува дека на светско ниво ниту една држава не ги признава за своји државјани согласно сопственото национално законодавство.
Високиот комесар за бегалци на Обединетите нации, УНХЦР, всушност на глобално ниво го има мандатот за заштита на овие лица, значи на лицата без државјанство, кој што од 2014 година започна да спроведува кампања за искоренување на бездржавјанството на глобално ниво, кампањата I Belong, која што трае до 2024 година, така што сите земји кои што се членки на Обединетите нации се приклучија кон таа кампања и потребно е значи да ги направат сите законски измени и да ги исполнат сите услови кои што ги налага меѓународното право со цел значи на овие лица да им се обезбеди пристап до државјанство. На крајот на 2022 според овие податоци бројката достигнала до 4.400.000. Бездржавјанството е генерацијски проблем. Според одделни истражувања, на секои 10 минути во светот се раѓа дете кое ќе биде без државјанство или во ризик од бездржавјанство. Во правните системи на неколку земји во светот, мајките не можат да го пренесат државјанството на своите деца, поради што децата стануваат жртви на бездржавјанство. Тоа е глобален проблем. Значи не е само дека Македонија го има тој проблем, значи во глобални рамки повеќе милиони луѓе се соочуваат со овој проблем. И покрај напорите за решавање на овој проблем преку унапредување на стандардите за заштита на правата на лицата без државјанство, многу земји се уште немаат никаква заштитна рамка или не им даваат трајни решенија на овие лица. Надвор од областа на законодавството и политиките, дискриминацијата во примена на законите продолжува да биде значаен двигател на бездржавјанството, што несразмерно ги погодува малцинствата. Согласно Конвенцијата за статусот на лицата без државјанство на Обединетите нации од 1954 година, лице без државјанство е лице кое ниту една држава не го признава за свој државјанин, согласно сопственото национално законодавство. Непостоење на упис во матичните книги на родени и немање граѓански идентитет, распад на држави, војни, бегалски кризи и миграции, судири на закони и откажување од државјанство. Одземање на државјанство, дискриминација се само дел од факторите кои придонесуваат кон бездржавјанство. Според меѓународната пракса, лице без државјанство е лице кое што не е признаено како државјанин на ниту една држава согласно законските прописи на државите. Тоа значи во принцип апатрид, лице кое што всушност не е државјанин на ниту една држава. Поседување на државјанство представува право да се има пристап до останати права, а бездржавјанството води до исклученост од овие права, живот на маргините и во сиромаштија, дискриминација и така натаму. Бездржавјанството е глобален проблем кој што најпросто кажано значи ги води лицата во живот во исклученост. Значи тоа се лица кои што немаат пристап до ниту едно право, бидејќи најчесто немаат лични документи, немаат пристап до здравствена заштита, вработување, образование, социјалните права кои што всушност сите ние што сме државјани на некоја држава имаме право да ги уживаме. Не може да патуваат, немаат документ значи да ја напуштат земјата, не може значи затворени се да живеат буквално во живот на сиромаштија, исклученост и дискриминација. Се уште постои ограничено признавање за тоа како бездржавјанството влијае на социјоекономскиот развој на земјите и нивниот напредок кон постигнување на целите за одржлив развој. Иако бездржавјанството во основа е прашање на човековите права, владите треба да го земат предвид и развојниот потенцијал за создавање поинклузивно општество. За жал во светот се уште постојат земји во кои не е предвидена можноста мајката на детето да може да го пренесе нејзиното државјанство на своето дете. Од страна на Обединетите нации во 2024 поставени се неколку цели кои би требало да ги решат горливите прашања на невидливите. Суштински, меѓу нив се 15 држави ќе ги подобрат своите национални закони, политики и процедури во согласност со меѓународните стандарди за спречување и намалување на бездржавјанството, како и заштита на лицата без државјанство. 70.000 лица без државјанство ќе стекнат државјанство или тоа ќе биде потврдено, како и формирање на глобална алијанса за ставање крај на бездржавјанството. Што значи терминот невидливи? Кои се лицата без државјанство? Лицата без државјанство се всушност лица кои немаат државјанство ниту од земјата во која што се родиле, ниту од земјата во која што моментално живеат или престојуваат, доколку таа е поинаква од нивната матична земја, односно немаат државјанство од ниту една земја во светот. Тие иако физички се присутни, сепак за системот и за државата се целосно невидливи.
Ако државјанството значи правна врска помеѓу поединецот и помеѓу државата, тие таа врска правна не ја оствариле со ниту една држава во светот и тоа значи дека не може да ги користат ниту најосновните права и услуги кои се со закон, односно со устав загарантирани во една држава. Дали тоа значи дека не може да остварат социјална заштита, здравствени права, дали практично се буквално невидливи на некој начин? Освен што физички ги забележуваме дека постојат. Токму така. Тие за жал се до таа мера на маргините, односно се до таа мера ранливи, бидејќи не може да искористат ниту едно право кое за сите нас е секојдневие, за нив за жал е привилегија. Тие немаат никаков допир до социјалните услуги, дури од најмала возраст, односно со нивното раѓање, ниту до здравствена заштита, ниту пак понатака кога ќе пораснат немаат право на вработување, немаат можност да извадат нивна трансакцијска сметка, имаат ограничености во однос на образованието, во однос на патувањето. Значи, навистина станува збор, ние работиме со повеќе целни групи и сите тие се на некој начин ранливи, повеќе или помалку. Јас откако почнав да работам со оваа ранлива категорија на граѓани, уствари заклучив колку тие всушност се едни од најранливите целни групи. Случајот со Мемет како да ја разбуди и јавноста, но и институциите, па еве се дојдовме до едно ново ниво, закон, односно решавање на некој начин на проблемот на лицата кои што немаат државјанство. Да, ќе се согласам со вас дека случајот на Мемет Камбер навистина, и тука и медиумите морам да кажам дека одиграа една многу клучна улога, затоа што приказната стана многу жива и се споделуваше многу често. И мене ако ме прашате, тоа беше иницијативата. Сега, тоа не е убав пример дека треба едно младо лице да почине за да се разбуди депресивниот систем и да го направи првиот чекор кој многу одамна сите знаевме дека е проблем и дека е предизвик. Ке се согласам дека не само кај нас, тоа е глобален проблем, меѓутоа и овдека навистина имаше сериозни приказни кои навистина беа на некој начин до таа мера ранливи што требаше многу побрзо да се изреагира. Мемет Камбер имаше 19 години кога почина. Неговото прво влегување во болница за жал беше и последно. Тој жив од клиника не излезе. Неговата состојба била загрижувачка уште од самото раѓање, затоа што тој бил, според докторите, роден со дијабет тип 1 и тој може многу успешно да се лекува или пак да се контролира доколку е навремено откриен. За жал, недостапноста до тие услуги, токму до здравствените услуги, за него чинеше живот. Тој и тогаш кога отиде на клиника, отиде сосема, неговото последно одење беше и по мене недостоинствено, затоа што тој отиде со туѓа здравствена книжка, односно со туѓ идентитет, само затоа што свој немаше, а немаше ни средства да го покрие лекувањето. Сакате да кажете дека ова е навистина опасно затоа што тие лица ние не знаеме каков е нивниот здравствен статус, не знаеме која крвна група ја имаат, некои податоци кои што може да бидат животозагрожувачки. Токму така, јас со тие лица со кои што работев воопшто не бев свесна дека тие всушност и не знаат која крвна група се. Значи сега да им се случи нешто на улица, а да таа ситуација навистина треба да биде итна, тие не знаат која крвна група се. Никогаш немале прилика да отидат на стоматолог. Дури некогаш и да имаат болки, се лекуваат сами, како што знаат, односно немаат право на матичен доктор. Да не зборувам за специјалистички преглед, тоа е веќе мислам на именка за нив. Оставени се на некоја добра волја и на некоја емпатичност од локален доктор, кој навистина морам да признам дека често ми споделуваа дека навистина се емпатични докторите и ги примеле за да некогаш кога се болни малку повеќе да можат да ги згрижат или да им дадат некоја прва нега. Меѓутоа во аптека они не можат да ги земат лековите. Па тогаш дали државата не предизвикува да правиме работи кои државата вели дека не смеат да се прават, односно ние не смееме да користиме туѓ идентитет. Меѓутоа оставени без право на работа и без средства. А во потреба таква ургентна да се прими помош, секој би постапил така како нив. Споменавме дека имаме промени, дека законот е донесен, дека сега лицата ќе добијат идентитет. Што тоа значи? Дали овие промени кои што претходно ги имаме ќе бидат решени? Знаете како, јас би сакала да ја донесам прво сликата како беше претходно, за да всушност донесеме што значат овие промени и колку навистина се клучни.
Значи, кога работите со вакви лица, многу често има потреба да излезете со нив на терен, односно да ги поддржите во институциите. И тогаш ќе ја видите сликата на институциите. Јас сега со ова што ќе го споделам, знам дека нема да кажам ништо ново. Секој што имал потреба да се обрати на системот или да се обрати кон институциите, сигурна сум дека се соочиле со овие проблеми. Кога одевме конкретно со Валентин да се обратиме кон службите, кон релевантните институции, ние не се обраќавме во институција која не е релевантна, вие имате една тотална несинхронизираност внатре во институцијата. И замислете да треба да се вклучат 2 или 3 институции, што во случајов беше неопходно, затоа што вие треба да соработувате и со Министерство за правда, таму е матичната служба, и со Министерство за внатрешни работи. Ние кога ќе отидевме во вторник во Министерство за внатрешни, службеникот ќе ни каже дека се потребни тие документи, ние ќе ги средиме документите и ќе се вратиме повторно во четврток. Ако на истиот шалтер има друг работник, тогаш тој ќе ви каже дека не се овие документи тие што ви се потребни. Значи, целосна несинхронизираност и не беа тие никако унифицирани решенија што ги нудеа, ниту информации во една институција. А потоа, кога ќе не препратеа во друга институција, тогаш се играше оној наш познат феномен на пинг-понг, кога ве враќаат од една до друга институција, дека тие не се надлежни, сите ги креваат рамениците, никој не знае кој е надлежен за тој проблем, а проблемот е проблем за крајниот корисник. Државата треба да биде во служба на крајните корисници, доколку некои промени треба да се донесат, тие треба да ги иницираат тие проблеми, кога гледаат дека се повторуваат. Потоа исто така би сакала да зборувам и за, накратко, за оној дел кога не ги кажуваат информациите соодветно на другата страна како би ги разбрала. Мора службите да бидат запознаени дека од другата страна вие можете да имате човек кој е целосно неедуциран и кој не го разбира нивото на службеникот, и вие треба да го прилагодите и тонот и нивото на комуникација, затоа што секој што ќе влезе во институциите, тој влегува затоа што има потреба да се информира. Треба да излезе поинформиран, а не позбунет од тоа како дошол. Сега што се случи со промените? Значи, овие трчања веќе ќе се избегнат, затоа што навистина, ја кажав, таа малку лошата страна, меѓутоа сакам да ги поздравам институциите и да ги поздравам властите со оваа промена што ја направија, односно дополнувањето на законот кој се случи летово. Јас сум сигурна дека се случи инициран од смртта на Мемет Камбер и затоа го споменувам, затоа што сакам да остане името тука, ако тој не дочека, барем да на некој начин го кажеме ова како некој да не се заборави неговиот лик. Сега ова навистина ќе се избегне и ние сме на чекор да го искорениме бездржавјанството, кој кажав дека е глобален проблем и ќе бидеме прва земја во Европа и втора во светот што навистина го решила ова многу горчливо прашање. Би сакала да ги споменеме и децата. Се чини дека децата на лица кои што се без државјанство се исто така на некој начин предодредени да го наследат тој статус. Како тоа да го смениме? Еве, дали законот ќе даде можност тоа да се направи како промена? Да, сосема сте во право. За жал, ова е генерацијски проблем кој се наследува и најмалку тука се криви децата, затоа што тие не бират каде ќе се родат и не бираат колку пасивни или ажурни родители имаат. Најчесто тоа се деца на лица на родители кои и самите не имаат решен граѓански статус. Заради тоа е наследен проблем. Децата кои се раѓаат во таква заедница, за жал, исто така стануваат лица без државјанство и понатаму лица без документи. Би сакала тука да кажам и за еден друг феномен кој ако се отвори, не знам колку време ќе ни треба да се реши, а тоа е што многу од мајките кои отишле на породување, деца кои не се родени во домашни услови, кои се обратиле на клиника за да се породат таму, многу често оделе со тук идентитет, оделе со туја здравствена книшка. Па затоа во изводот како правна мајка стои некоја друга, а во пракса тоа е друга мајка. Значи тоа е проблем најчесто тетка или соседка или блиска пријателка која има здравствено осигурување и детето се води дека му е таа мајка. Тоа е сериозен проблем. За законот, токму таа промена е донесена да независно и толку таа промена е таа за поздрав, независно дали родителите имаат граѓански статус, децата кои ќе бидат родени на територија на Република Македонија и ќе бидат пријавени во рок од денот, па се до 45 дена ќе можат да добијат државјанство.
Да, јас би сакала и онака пластично да го објасниме дека добивањето идентитет значи кога ќе се родите во матичната книга да се впишани со вашето име и презиме, датум на раѓање и останатите податоци. Да, всушност затоа е и важно пријавувањето во матичните служби, затоа што таму се одредува потеклото и местото на раѓање или име на новороденчето. Па потоа службите по нивна интерна комуникација, а по службена должност, треба меѓусебно да обезбедат докази кои ќе потврдат дека сето тоа е навистина така и ќе се добие единствен матичен број кој ние кои имаме идентитет го имаме, потоа ќе се обезбеди извод, државјанство и сите оние останати документи кои понатаму, нели, лична карта на 18 години, возачка дозвола и еден малку полуксузен документ, пасош. Споменавте дека ова не е само проблем на Македонија кој што еве на некој начин го решава, се обидува да го реши, дека е глобален проблем. Колку овие лица стануваат лица подложни на злоупотреба во различни криминални дејанија, колку на некој начин тие стануваат ранлива категорија на луѓе? Тие со самото раѓање се секако ранлива и како што кажавте стануваат уште поранлива затоа што многу често се во малку поинаква ситуација од нас, односно многу често може да се искористат и за трговија на луѓе и трговија на органи, затоа што нивното име и презиме никаде не стои, никаде не фигурира, тие не постојат за системот. Дури и двата случаеви што ги Мемет Камбер едниот, а другиот е Тони Сали, тие починаа, нема датум на раѓање, нема тие има датум на раѓање нивни, меѓутоа немаат правен датум на раѓање, немаат никаков документ да го докажат тоа. Замислете во каква опасност се. Потоа многу непријатни случаи и на улица, вас кога ќе проба службеник, а он тој се врши својата работа, да ве идентификува, вие немате ниту еден документ и се случува да ги извадат од кафич, од ресторан, и на улица, да ги однесат во станица, за да понатака се провери и се утврди дали навистина се лица без документ. Значи, низа на ранливост и низа на злоупотреба која навистина е загрижувачка. И за крај, дали еве со законските промени ќе им треба и едукација на тие лица на кој начин да постапуваат, што да прават, затоа што сите ние знаеме како е, но кај нив се на некоја возрастна граница каде што не се стекнале со одредени права. Дали ќе им треба едукација за тоа кои се нивните права? Да, едукација ќе биде потребна на двете страни. И на вработените во институциите, затоа што знаете ние и генерално имаме многу убави закони и многу убави правила, меѓутоа кај нас само ги имаме за разлика од другите земји, не се спроведуваат. И сега ќе треба службениците убаво да ги научат законите, да им ги кажат, да ги информираат граѓаните кои ќе побараат граѓанскиот статус. Тоа е едната страна, значи едукација и на институциите, на вработените во институциите и на оние кои ќе се стекнат со документи. Затоа што како што кажав, ова е генерацијски проблем и тие имаат едно научено однесување од родителите. Мислат дека сега со ова ќе добијат само права и услуги, меѓутоа тие треба да знаат и да бидат свесни дека имаат и одговорности со ова што ќе стекнат граѓански статус. И како ќе биде потребна едукација, затоа што има ризик да сите овие паднат на терет на системот. Ние имаме наша едукативна програма, социјално менторство за работна интеграција, која токму ова ќе го работи, односно ќе пробаме да ги вадиме овие лица, како и останатите, на отворен пазар на труд, затоа што тоа ќе биде сега многу важно, тие не се навикнати на формално вработување, затоа што и нивните родители, можеби во случај баби, дедовци, секогаш биле дел од неформалниот пазар на труд. Значи сега, покрај тоа што ќе имаат достапност до правата и до услугите, ќе имаат и еднаква одговорност. Знаете, јас на некои со лицата со кои што работев се плашаа да ја земат личната карта, затоа што кога видоа дека треба да остават отисок од прст таму, се плашаа каде све тој отисок ќе излезе во системот и каде све тие сега ќе можат да одат и дали ќе бидат уапсени заради било кој и најмал проблем. Значи, па требаше да им објасниме дека тоа сите ние го правиме кога ќе отидеме во службата, дека не е само нивна одговорност, така да навистина е потребна едукација и за да не паднат овие лица на терет на системот, меѓутоа и за тие навистина да живеат еден поквалитетен живот. Ни треба ли нас едукација за да не ги дискриминираме тие лица? Да.
За жал и покрај тоа што 2024 година мислев дека некаде многу одамна мислев дека за многу работи ќе ги имаме овие прашања веќе решено и ќе бидеме малку поотворени. За жал да, и нас ќе ни треба едукација и да не ги дискриминираме и доколку некогаш им треба поддршка да истата им ја дадеме, затоа што тие не се само одговорност на системот и тие не се, всушност системот сме ние. И не се одговорност само на ние кои работиме на вакви прашања, тие се одговорност на целото општество. Тие лица буквално има најразлични проблеми, бидејќи воопшто значи не беа препознаени од системот. Од проблеми со пристап до здравство, проблеми пристап до образование, до други најразлични секојдневни проблеми со кои што се соочува, буквално до проблеми, нели, како и сите други со инфраструктура, живење, немање на собствен што се вика дом и така натака. Значи тоа се една цела палета на проблеми со кои што, нели, некое лице кое што воопшто не фигурира во системот може да се соочи. Имаме се уште, значи, проблеми на терен, меѓутоа таа проблематика сега е, да речеме, во процесот на имплементација. Значи, ние работевме директно за вадење на прв извод од матична книга на родени. Тој процес успешно беше завршен до крајот на, нели, оваа година во соработка со институциите, во соработка со собранието. Меѓутоа, од јануари започнува, нели, еден нов период каде што повторно треба да се работи со тие лица, повторно треба да се работи на терен, затоа што интенцијата не е само да се извади извод од матична книга на родени, бидејќи со изводот лицата не може да уживаат повторно никакви права, меѓутоа тие лица да дојдат до лична карта, тие лица да дојдат до дозвола за престој, за да може, нели, да ги вистински остварат своите права. Така да има предизвици во таа насока, меѓутоа работиме и верувам дека и тој процес набрзо ќе биде завршен. Потребна е комуникација со институциите, потребен е повторно еден таков процес како што се вршеше до декември месец. Институциите секако да знаат промените, нели, кои што се случуваат, да ги имплементираат и така натака. Меѓутоа јас силно верувам дека ќе биде успешен и овој процес, нели, да овие лица стигнат до прва лична карта и да стигнат до дозвола за престој. За жал, јас не верувам дека целосно, што се вика, до нула може да решиме оваа проблематика, меѓутоа треба, нели, и е оставен простор секако на временски период кој што оние лица кои што чуле, има и такви кои што пишуваат директно кај нас или се обраќаат до моите соработници, така да речеме дека таа вест се шири, да, целата акција е успешна, меѓутоа се уште постојат, да речеме, одредена мала бројка на лица со која што треба се уште да се работи на таа тема. Во постојана комуникација сме со колеги од различни држави, меѓутоа до сега се уште не се отворила, да речеме, оваа тема. Јас верувам дека во иднина ќе биде отворена темата, веројатно и затоа што се уште не можеме да прогласиме дека, нели, ова прашање е решено, седор не се решат сите оние лица за пристап до дозвола, за пристап до државјанство и така натака. Меѓутоа, да, има повеќе, да речам, позитивни пракси кои што ќе може да се споделат со други колеги од регионот. Ромалитикот самиот почеток ја следи оваа тема и тематика уште од самото основање на институтот. Меѓутоа, со најава за измените, Ромалитикот се вклучи во испомош, особено на теренската работа. Ромалитикот како институт исто така ги следеше и законските измени, меѓутоа во најголем дел бевме вклучени на терен со комуникација директно со лицата без документи и давање директна поддршка за да имаат лицата прво пристап, превоз, помош и се друго за да го разберат процесот и да процесот заврши успешно.
Децата чии родители немаат регистриран граѓански статус, односно кои немаат државјанство или регулиран престој, не поседуваат лични документи, се во зголемен ризик од бездржавјанство. И Македонија не беше исклучок кога станува збор за лицата без државјанство. Најпогодени од бездржавјанството како проблем се всушност сите оние граѓани кои што по распадот на поранешна Југославија не успеале да се запишат ниту во државјанство на земјата од каде што воделе потеклот, ниту пак во државјанство на земјата каде што останале да живеат. Така да во нашата земја се уште имаме лица кои што се погодени од оваа ситуација, значи која што настанала историска. Гледајќи според етнички групи, ромите предводат во однос на засегнатост со овој проблем. Меѓутоа имаме од сите популации всушност се засегнати, од сите етнички групи, меѓутоа најбројни се секако ромите. Што заради нивниот начин на живот, заради живот во сиромаштија, неможност значи да обезбедат навремено лични документи, меѓутоа и самиот начин на живот кога бидејќи мигрираат од едно место во друго ги доведува со проблеми кои што не може значи да се ги обезбедат личните документи. Во нашата земја се нарекуваа фантоми, законски невидливи лица и странци во сопствената земја. Ние секојдневно работиме, ако зборувате за нас како здружение, па и не беше толку тешко, бидејќи ние заедно работиме со УНХЦР во партнерство веќе 13 години. Присутни сме на терен, не знаат институциите, веќе и луѓето, значи знаат каде треба да се обратат. Најчесто се обраќаат до УНХЦР, па УНХЦР како наш партнер ги препраќа до кај нас. Исто така имаме и одлична соработка со институциите, кои што ја познаваат нашата работа, па ги препраќаат кај нас. Меѓутоа како држава, ако мислите на идентификување на овие лица, мислам дека се уште е предизвик. И не само за нас, меѓутоа за секоја држава, бидејќи не може да се утврди точната бројка. Ни на глобално ниво, ни во Македонија, навистина за колку луѓе станува збор, затоа што тоа е динамичен процес. Во земјава сите идентификувани случаи на лица без државјанство се лица кои немаат бегалски статус или лица без државјанство кои имаат некаква врска со државата во која живеат, најчесто и каде се родени, но не може да им се утврди државјанството на конкретната земја, поточно државјанство на Република Северна Македонија. Голем дел на ромите, не сите нормално, меѓутоа голем дел од ромите живеат во исклучителна сиромаштија, значи недоволно образование, образованието како фактор, односно недостигот на образование, води кон тоа да не се свесни дека треба значи детето да се запише на време од кога ќе се роди во матичната книга на родени. Животот во сиромаштија, значи живењето во нелегализирани објекти допред известно време беше навистина проблем, бидејќи тие родители не можат да добијат документи, да пријават адреса и да добијат документи, а со тоа не може и своето дете да го запишат. Така да, значи, најчесто овие сега тука ќе кажам ромите, меѓутоа не важи само за нив, тие се најбројни кај нас во оваа ситуација, меѓутоа вклучително за лица кои што немаат доволно образование, кои што живеат во, пак ќе кажам, во сиромашни услови, во нелегализирани објекти, кои што мигрираат многу често дали на територија на државата или надвор, сето тоа тие се најзагрозени. Секако распадот на, ја спомнавме Југославија, распадот на држави, војните, значи честите миграции на глобално ниво и тие водат до зголемен ризик за појава на лица без државјанство и навистина тука треба земите каде што се чести овие појави треба да размислуваат многу поревносно во однос на превентивен механизам да им се обезбеди за заштита на овие лица. Според последниот попис одржан во 2021 година, во Македонија како лица без државјанство се изјасниле 584 лица. Македонското здружение на млади правници заклучно со декември 2022 година идентификувало 453 лица без државјанство, од кои 363 се роми, 53 лица албанци, 12 бошњаци, 13 ашкали, 5 македонци, 5 срби, 1 хрват и 1 турчин. Процената на лицата без државјанството е комплициран процес имајќи го предвид фактот што тие многу често живеат на маргините на општеството и во ситуација која е неизвестна и несигурна.
Најчесто лицата без државјанство не само што се недокументирани, тие се и игнорирани од страна на надлежните институции, па нивната точна бројка е многу тешко да се утврди во националните официјални бази на податоци и регистри. Децата чии родители немаат регистриран граѓански статус, односно кои немаат државјанство или регулиран престој и не поседуваат лични документи, се во зголемен ризик од бездржавјанство. Овие деца растат сметајќи дека основните права се привилегија на повеќето деца, но не и за нив. Бездржавјанството е генерацијски проблем. Ако мајката, значи родителот, најчесто мајката е лица без државјанство, таа своето бездржавјанство како проблем го пренесува и на своите деца. Најчестата причина за појавата на бездржавјанството кај децата во Македонија е незапишувањето на раѓања и лични имиња. Па две се главни причини за појава на бездржавјанството. Едната ја спомнав дека е значи распадот на Југославија. По самостојувањето на Македонија, значи останале одредена категорија на лица кои што воделе потекло од некоја од другите поранешни од другите републики кои што биле во состав на поранешна Југославија, останале да живеат тука, меѓутоа не се запишале ниту во македонско, ниту во државјанство на земјата на потекло, така да тие имаат значи и своји деца, така да имаме втора па и трета генерација значи на лица без државјанство, кој што причинител на бездржавјанството е всушност распадот на Југославија. Меѓутоа втората причина која што е мислам дека од понова дата е тоа што имавме голем број на лица кои што не беа запишани во матична книга на родени поради административни причини најчесто, така да тоа е всушност и главниот причинител за бездржавјанството во нашата земја поради тоа што поседувањето на извод од матична книга на родени како потврда на идентитетот е всушност и првиот предуслов за да добиете државјанство. Со овој проблем најчесто се соочуваат децата кои припаѓаат на ромската заедница, особено доколку се родени во домашни услови или доколку нивните родители не поседуваат важечки лични документи, како извод од матичната книга на родените, венчаните и важечка лична карта. Доколку родителите не го регистрираат раѓањето на своето дете во законски утврдениот рок од 30 дена, потребно е тие да поведат постапка за дополнителен упис на раѓање или лично име, со тоа и да достават дополнителни документи како доказ. Најголем број од децата кои се во ризик од бездржавјанство во Македонија се припадници на етничките групи роми, ашкалии или египтјани. Бездржавјанството кај децата во Македонија може да биде поврзано и со распадот на СФРЈ. Уписот на раѓање во матичната книга на родените е основната предпоставка за стекнување со државјанство, затоа што го документира местото каде што е родено детето и кои се родителите. Во периодот од 24.2.2022 година на вкупно 201 лице им е доделен привремен престој во Македонија поради хуманитарни причини. Државата подготви посебна програма за прифаќање на можни бегалци од Украина со подготовка на сместувачки капацитети за кои досега не се покажа потреба. Законските измени кои се направија во текот на последните неколку години го трасираа патот Македонија да стане првата држава во Европа и втората во светот која ќе го искорени бездржавјанството. Овој закон беше донесен во јуни 2023 година. Со овој закон се предвиди сите лица кои што се идентификувани на јавниот повик во 2018 година, кога државата објави значи повик за сите лица кои што се соочени со проблем да не може да се запишат во матична книга на родени, да се јават на јавниот повик да бидат идентификувани, значи за да видиме со колкава бројка располагаме. На овие лица беше донесен посебен закон тогаш за овие лица и им беа издадени им беше извршен привремен упис во привремена матична книга на родени и привремени документи. Со овој закон за измена на законот за матична евиденција беше предвидено до крај на 2023 година овие лица тогаш беа 700, меѓутоа подоцна од кога се ревидираа случаите се утврди дека се работи за помал број, за околу 526 лица. Значи тие веќе се запишани во матичната книга на родени. Меѓутоа голема новина со овој закон што е воведена е тоа што членот 4А
со кој што се предвидува дека секое дете кое што се раѓа на територија на Република Македонија мора да се запише веднаш во матичната книга на родени најдоцна 45 дена од раѓањето, без оглед на статусот и државјанството на неговите родители. Што значи со инкорпорација на оваа законска норма во законот и со доследна нормална примена во пракса, ќе се спречи појава на нови случаи на лица без државјанство поради тоа што не се запишани во матична книга на родени. Лице без државјанство е лице кое ниту една држава не го признава како свој државјанин, согласно нејзините закони и прописи. Бездржавјанството е состојба на ранливост. Лицата кои се без државјанство најчесто немаат пристап до здравствена заштита, образование, вработување, социјална помош. Тие се во ризик да бидат приведени поради непоседување на документи, со кои би ги докажале нивниот идентитет. Лицата без државјанство најчесто живеат на маргините на општеството. Уписот во матичната книга на родени и определувањето на личното име е од особено значење во Македонија. Не само во однос на правниот идентитет на лицето и неговото правно постоење, туку и поради тоа што регистрирањето на раѓањето е доказ за потеклото и местото на раѓањето. Но ова е само парче од животот на неверливите кои се обидовме да ви го доближиме денес во приказна. Довидување!